Благодарам, почитувана професорка и поранешна министерка за правда Десковска. Јас не сум професор доктор, затоа што кога ќе станете председател на влада не може да бидете професор доктор. Вие тогаш не сте тука да ги учите луѓето и да истражувате, туку сте да ги слушате и да работите во интерес на државата. Значи не може да држите предавања, туку работите во согласност со закони и во согласност со она што треба да го постигне државата. Ова трибина, односно конференција, ја прифатив со големо задоволство да учествувам. Насловот ме навистина инспирираше, меѓутоа може и да се додаде, не е само стар ризик, тој е исти ризик од исти луѓе. И тоа е и одговорот на последниот самит Западен Балкан, Европска Унија. Јас ќе ви одговорам многу едноставно. Делот за Северна Македонија траеше многу кратко. Ние никогаш не сме имале појасен заклучок на Европскиот совет од овој што го имавме сега. Заклучокот беше еден параграф, во кој што заклучок стоеше дека Северна Македонија успешно го заврши процесот на скрининг, останува да ја заврши својата обврска за изгласување на уставните амандмани и без одлагање и без дополнителна одлука Европскиот совет ја закажува втората меѓувладина конференција на која што се отвараат сите поглавја. Ако минатата година беше навистина тешка година на носење на тешки одлуки, во делот на прифаќањето на францускиот предлог пред тој на неговото преговарање, бидејќи вие знаевте позицијата на соседна Бугарија каква беше, и на крајот таа позиција во нивното собрание со заклучоците беше променета низ тие тешки преговори кои што ги имавме. На крајот прашањето, што би кажал и холандскиот амбасадор, беше доведено до ниво да разговараме за малцинско прашање на внесување на делови од бугарскиот народ во нашиот устав и на тој начин се постигна тој компромис. Тогаш би рекол, ајде се играше и напад, се играше и одбрана, беа вклучени поголеми тимови и ние ги почнавме преговорите без очекување дека тоа ќе започне. Бидејќи јас ги следев и тогаш дискусиите кои што се водеа, апсолутно никој не очекуваше дека после 17 години ние ќе имаме почеток на преговори. И на 30 јуни дојде преговарачката рамка, која што ја немавме 17 години. Таа преговарачка рамка е многу јасна, во која што и Европската Унија има своји обврски, каде што и ние имаме своји обврски. Овој самит ги немаше тие вообичаени, пак во спортски жаргон, напад и одбрана. Ние сега имавме празен гол, чист пенал и заради ВМРО, ДПМН, Левица и Демократски сојуз не го шутиравме. Тоа е тоа што се случи. Стар ризик, исти играчи. Знаете, мора да бидеме искрени. Се она што го слушаме денес се замена на тези. Знаете, дали оваа реформа била направена или оваа реформа не била направена, тоа е замена на тези. Ние имаме заклучок кој што е еден параграф. Никогаш не бил таков. Чист, јасен. Амандманите и отпочнува отворањето на поглавјата. Сите поглавја ќе беа отворени одеднаш. Се поставуваше прашањето во изминатиот период дали ние можеме да работиме он пар со Европската Унија. Легитимно прашање. И се потврди дека можеме. Како се потврди низ процесот на скрининг? Процесот на скрининг го направивме точно во рокот во кој што ни беше зададен. Ние скринингот го почнавме на 19 јули минатата година и го завршивме на крајот на ноември. Така како што кажавме. Па постоја прашање дали има кај нас доволно стручен кадар, дали има професионалци, дали може да го направат. Се потврди дека да. 1000 луѓе, професионалци, од институциите на државата, од министерствата, од академијата, невладините организации, стопанските комори, управите во рамки на министерствата, учествуваа на над 100 состаноци со 850
презентации. И го направивме успешно, според оценката на Европската Унија. На првиот и на последниот ја учествував. На последниот на кој што учествував, ми беше многу едноставно, бидејќи ми е моја тема, се работеше за економијата и за меѓународната трговија. Јас практично во една реченица беше моето обраќање. Без никакви одлагања и дополнителни барања го прифаќаме европското законодавство. Затоа што ние сме дел од Светската трговска организација, ние сме дел од ЦЕФТА, од ЕФТА, ние сме дел од Берлинскиот процес и можам да ви кажам дека во делот на процедури и во делот на имплементација сме подобри од некои земји членки на Европска унија. Ние сме впрочем подобри од некои земји членки на Европска унија во делот на усогласеност на меѓународната политика и надворешна политика на Европската унија. Така да, јас и кога ќе кажам дека ние треба да бидеме горди на тоа што сме и на тоа што можеме, тоа го мислам. Бидејќи јас во мојата кариера сум имал можност да работам и со германски компании, и со австријски компании, и врвни компании, и да живеам и во Соединетите американски држави. Нашите луѓе се исклучително образовани, поседуваат исклучително високо ниво на вештини. Голем број од нашите веќе нови генерации се рафинирани на странски универзитети. Добиваат кај нас, ајде да кажеме, базично универзитетско образование, се рафинирани на странските универзитети и тоа ги прави на исто ниво со сите оние на кои што ние сметавме дека се многу подобри од нас. Биле толку подобри од нас, нема најсофистицираните делови за BMW, Mercedes и така натаму да се прават во Велес и во Штип. Ки ги прават уште во Штутгарт и во другите градови во Германија. Така да ние не треба да се подценуваме, туку напротив овој процес од 1,5 година на скрининг покажа дека сме апсолутно он пар со европските институции и со европските земји. Но каде е проблемот? Проблемот е што некој заради личен политички профит, заради лична политичка агенда, сакаше да ја повтори 2008 година и ја повтори 2008 година. Јас разбирам вие да кажете дека нешто нема да направите, ама да кажете што е алтернативата. Овде нема алтернатива. Значи, тука имаме присутни, не каже некој која е алтернативата која што ја кажуваат. Не постои. И затоа не треба да ги зачудува фактот кога ќе дојде втор човек на американски Стейт департмент и кој што ќе каже ја од таков човек или од такви луѓе никола не би купил. Зошто? Затоа што не знаат да ти дадат аргумент што ви нудат. И тоа е најнормален пристап на некој кој што директно комуницира. Од аспект на како понатаму, прво, ние не треба да бидеме дефетисти воопшто, бидејќи овој процес не е завршен. И овој процес ќе продолжи и ќе заврши успешно. Зошто ќе заврши успешно? Бидејќи нема друга алтернатива. Второ, геополитичкиот момент е таков да Европската унија конечно свати дека не може да напредува ако не се проширува. Тоа важи за сите организми и организации. Ако не се проширува, тој може само да стагнира. И ако ги погледнете и економските анализи за економијата на Европската унија, визави економиите на Соединетите американски држави и на Кина, бидејќи тоа се трите најголеми конкуренти во светот, тогаш јасно е дека Европската унија мора да има нови стапки на раст. Тие стапки на раст секогаш доваѓаат со нови ресурси, човечки ресурси, материјални ресурси и така натаму. И затоа не треба да зачудува фактот што се почнати преговори и со Молдавија и со Украина, кандидатски статус доби и Грузија, и Западниот Балкан доби отворена врата за нов план за раст. Втора работа, тој геополитички момент, нешто што ние малку го експлоатираме, предизвика и уште еден парадокс, би рекол. Европската економија почиваше на клучниот енергенс руски газ. Меѓутоа, заради непромислениот, незаконски и нелегален потез на рускиот председател, кој што нападна суверена држава, сега има парадокс дека мрежите кои што беа правени, транспортните мрежи за газ од исток кон запад, веќе не функционираат. Сега новите
Новите гасоводи се од север кон југ и од југ кон север. Од југ кон север сме ние. Гледате дека клучна тема на секој состанок со Европска унија и со Соединетите Американски држави е интерконекција на гасоводот со Грција, преку кој што се поврзуваме со трансјадранскиот гасовод. Пред некој време беше пуштен интерконекторот Бугарија-Србија. Тоа е Грција, Бугарија, Србија. Зошто? Бидејќи се прави нова рута југ-север. И ако во минатото, заради тоа што сите цевководи поминувале, односно гасоводи поминувале низ Германија, а бенефит имале и други држави, како например Австрија и други кои што се наоѓаат во нивното окружување да ги развиваат своите економии, сега тие гасоводи ќе поминуваат низ Македонија. И бенефит ќе имаат државите кои што се наоѓаат на север. Тоа се и Косово, и Србија, па и Унгарија, па и Австрија, бидејќи од тука ќе одат гасоводите, и од терминалите, и од новите коридори. Во Европска унија никогаш не се зборуваше за коридор 8, кој што ние го викаме. Сега они му измислија они се мајстори да измислат убави имиња, не знам како го викаат, Јадранско-медитерански коридор. Тоа е коридорот 8 кој никогаш не е бил на мапа. Меѓутоа сега се гледа неговата потреба да ги поврзите Бургас, Драч со Бриндизи. Затоа што не функционираат веќе сите рути во Европа после оваа војна. И да престане војната, Европска унија не може да го крене на ниво, да ја крене на ниво размената што имала со Русија заради недоверба. Никој не работи со недоверлив партнер. Во економијата секогаш работите со доверливи партнери. И затоа ние ќе бидеме еден од клучните региони. Дали можеме во други делови да кажеме дека можеме да бидеме дел од Европската унија? Да, ние покажавме во 2 години дека можеме да го имплементираме Европскиот зелен договор. Ако Македонија до 2016 или Северна Македонија до 2016 година имала 16 мегавати обновливи извори на енергија, ние во 2 години направивме 600 мегавати. Дел од нив се со подршка и на Европската унија, бидејќи сме дел од Европскиот зелен договор. Затоа што тоа е извор на енергија, кој што е зелен и кој што обезбедува диверсифицирање од оно што сме го имале до сега. Второ, ако ги погледнете стратешките проекти кои што се работат во државата, а кои што се разгледуваат од владините тимови, се работи за инвестиции од Франција, од Германија, од Грција, од држави кои што се членки на Европската унија. Трето, имаше еден состанок кој што помина прилично незабележано од нашите медиуми, а тоа е под покровителство на Соединетите Американски држави, состанокот за мрежното, за поврзувањето на берзите на електрична енергија помеѓу Грција, Северна Македонија, Албанија и Косово. Бидејќи консолидацијата на енергетските системи е регионално прашање секогаш. Вие не можете како држава со ограничени ресурси да консолидирате цел енергетски систем. Проблемот на бившите југословенски републики, освен на Словенија, со електричната енергија е тоа што тие излегува од југословенскиот систем и консолидираниот југословенски систем на електрична енергија се растури и единствени ќар излегува словенците затоа зашто нуклеарната централа им остана на нив. А нуклеарна централа не можеш да ставиш у сукцесија па да ја делиш на сите. Така да они не беа ништо подобри словенците, они само сега имаат шанса да продаваат нешто што беше 30 евра мегават сат, сега да го произведуваат за 20, да го продаваат за 500. И затоа имаат најдобри економски перформанси во оваа енергетска криза, како што и некои други држави кои што продава електрична енергија. Меѓутоа и во тој дел докажавме дека да, можеме. Дали можеме во земјоделството? Да. Ние без да сме земја членка на Европската унија ги воведовме авансните исплати на земјоделските субвенции, кои што се базирани на аутпут, а не на инпут како до сега. Што значи дека вистински земјоделци ќе добиваат субвенции. На тој начин ќе имаме зголемено производство на храна, поквалитетна храна и ќе имаме исплата на субвенции на вистински земјоделци. И тоа се однесува на сите делови од
од општеството. Меѓутоа, знаете, не може да мешате стратешка одлука со тактички дневни реформи. Затоа зборував за стратешките одлуки кои што се носеа и за делови одредени кои што во овие 10 минути колку што имам, би можел да ги кажам во тоа што можеме да правиме како Европска унија. Ние не можеме да бараме постојано изговори. Знаете, дали ќе правиме реформи, дали ќе носиме одлуки и така натаму. Значи, ние имавме 11 годишен период. 2005 година Северна Македонија стана, и тука ќе завршам, земја кандидат за Европска унија. Јас се сеќавам на сликата на Владо Бучковски со Оли Рен, заедно со Хрватска. Проекцијата беше, според кажувањето на тогашниот премиер и членови на влада, 2012 заедно да влеземе во Европска унија. 2008 година Северна Македонија реши да се антиквизира. Наместо да оди 100 години напред, ние отидовме 1200 години назад. Ама никој не може да се амнестира од тоа. Знаете, тоа беше една хипокризија, една хистерија, сите учествува. Медиуми, рекламни кампањи, споменици, стиропори, што све немаше, еве тука гледаме. На само 500 метра од нас што се случуваше. И што направивме? Хрватска денес е земја членка на Европска унија. Хрватска е дел од Шенген и Хрватска воведе евро. Хрватска дуплираше бруто домашен производ. Хрватска, во која што македонци никогаш не иделе на одмор, никогаш не иделе на работа, секогаш иделе на одмор, се идат да работат, не да одмараат. Зошто? Затоа зашто нивните плати се зголемија 3 пати. Бројот на фирми се зголеми за 33%. Тие има 33% поголем број на мали и средни предпријатија, кои што ја движат економијата. Зошто? Бидејќи стана дел од Европската унија. Тогашната влада во Македонија реши да биде дел од антички свет. Хунзи се носеа во Македонија, се сеќавате? На аеродроми се чекаа, драми се правеа. И кога завршија драмите 2016 година, кога дојде крајот на лагата, свативме дека не сме мрднале ниту 1 милиметар. Ги погледнавме стапките на економски раст. Стапките на економски раст ни беа 2 до 2,5% година на година 11 години. Ништо повеќе. Број на работни места ништо намален. Број на работни места ништо зголемен. Плати 8.000 денари минимална плата, пензии 8.000 денари просечна пензија. Тоа беше 2016 година. 26% незапосленост. Денес, земја членка на НАТО, земја што преговара со ОПСЕ, која што председава со ОПСЕ, земја која преговара со Европска унија, бидејќи ние сме ги почнале преговорите со Европската унија, сме го завршиле скринингот и сега треба да ги отвориме поглавјата. Пензиите 50% покачени. И просечна и минимална. Минимална плата 100% покачена. Инвестиции, во тоа време биле 600 милиони евра странски директни инвестиции, сега 2 милиарди евра кумулативни. Антикризни мерки 5% од бруто домашен производ. Други држави не можат 2% да направат, 1,5%. Вие гледате ги тие показатели. Погледнете ги земјите од нашето окружување. Не можат од 1,5% повеќе да одвојат. Бројот на невработени 13%. Идната година ќе биде 11%, 2025 прв пат ќе влеземе во едноцифрена бројка на невработеност. И сега ако ќе ме праша нешто како понатаму, само едно е понатаму. Изгласување на уставните амандмани во собранието, во овој парламентарен состав. Што, тој што чекал, ништо не дочекал. Тие правилата, кој чека, дочека, тие се за дефетисти и за губитници. Тој што граби и тој што се бори, тој добива. Тој што се бори за својата визија и за својата иднина. Тој што чека, ќе си остане да си чека. Ние сме виделе како изгледа чекање. 17 години чекање. Што донесе? Ништо не донесе. Затоа, пратениците имаат обврска без разлика од која политичка партија се, без разлика од која политичка провиненција се, лево, десно, центар, да донесат одлука за иднината на овие граѓани. Доста децата идеа више по Европска унија да работат. Ќе одат нашите инженери да работат у Макдоналдс. Не бива таа работа. Дојат тука да си работат.
Затоа што веднаш се дуплираат и плати и се работите на половина милиарда пазар. Сега работиме на 1,8 милиони пазар. И кога ќе станеме земја членка на Европска унија, тогаш сите овие теми ќе бидат ирелевантни. Кога ќе почне отварањето на поглавјата, вие видовме ние што бевме во скринингот, кој се треба да биде ангажиран. Јас ви кажувам дека целата интелектуална и професионален капацитет на државата ќе биде ангажиран во преговорите. Ќе се бара повеќе човек и од позиција и од опозиција без разлика кој е на власт. Кој што ќе знае англиски, кој што ќе знае директиви европски, кој што ќе знае закони македонски и кој што ќе знае каде да однесе и македонска економија, и македонска демократија, и македонско владење на право, и македонска социјална грижа. Тоа се клучните работи за кои се разговара во Европската унија. Ви благодарам и мислам дека бев прилично јасен.